Благодарам, почитувана председателка. Значи, спротивно на мојот колега Илија Димовски, јас не очекував дека е дискутирано со директорот на Агенцијата за патишта за овие села, бидејќи се многу и немаат луѓето многу време да дискутираат. Чувствувам морална одговорност како пратеник од четвртата избор. Колешке Жаклина, значи може да се пријавиш за реплика на мојот говор и да дебатираме. Значи вака не е коректно. Плюс и председател на Комисија за образование. Треба да шириш култура. Значи, како пратеник од четвртата изборна единица, чувствувам морална одговорност да дискутирам за овој амандман, бидејќи сум ги посетил повеќе од 5 или 6 пати овие села. И пак ќе речам, ова е ретка прилика, жителите на Темјаник, Криволак, Војшинци, Курија, Долни Дисан, Темјаник и Пепелиште, да добијаат скромни 500 милиони, 50 милиони денари, за да се решат за навек нивните инфраструктурни проблеми. Ако како влада ги почестија да живеат во Северна Македонија и да бидат двојазични села, проекти за кои што треба многу пари, тогаш не сум убеден и никогаш нема да прифатам дека немаат 800.000 евра за да ги добијат и следните локални избори, например во Неготина. Овие сите жители на овие 7 села што ги набројав се 3 пати лажани. Лажани се за локалните избори, за парламентарните и сега за референдумот. И таков е моабетот. Чекајте нека поминат локалниве, зборувано е со директорот. Чекајте да поминат парламентарните, ми вети жими мајка. И чекајте референдумов да се преименуваме и одма во јануари инфраструктурен бум. Да ве подсетам. Зборуваме за 800.000 евра. И пак ќе ве кажам, тоа е само половина од средствата за лубрикантите. И малце повеќе од средствата со кои што јавното предпријатие Стрежево ќе се купи сладолед. А овие жителиве нека цапаат вокал, ама битно во 21 век во Северна Македонија ќе бидат двојазични. Наместо да им се одолжите и да го спласнете револтот за катастрофалните цени на праските и на сите земјоделски култури што ги одгледуваат, вие уште повеќе сега ги разочарувате луѓето. Чим нема предвидено средства во локалната самоуправа со програма за овие 5 села да се решат инфраструктурните проблеми, чим вие не го одобрувате амандманот, овие можат да хибернираат и да чекаат да дојде 2021 година, за ако некој се смилува да оддели средства да го реши овој проблем. Ама 2021 година ќе биде касно. Многу жители ќе се иселат заради лошата економска состојба, заради хаотично зголемените цени на општите намирници во Република Македонија, заради немањето зелена нафта, заради зголемување на цената на дизелот. Дајте да бидеме искрени со овие луѓе од четвртата изборна единица. Неготинчани се многу честни луѓе и не бараат многу. За 5 села добивате 800.000 евра да го решите навек нивниот проблем. Абе не ви бараат предпријатие за газ како во Прилеп, за газ кој што ќе дојде по 7 години, бараат асфалт, насушна потреба во 21 век. Не ви бараат автопат, не ви бараат дом на култура, абе основното, 21 век, да одделите 800.000 евра, 10 пасати, што ги купивте во владата од тие 48, да ги одделите за овие луѓе да живеат подобро. Или да не јадите сладолед во Битола, да ги пренамените средствата за овие луѓе. Жално е. Вистина е жално. Еве уште еднаш, бидејќи е тука колегата Милевски, ќе искористам оваа можност, живо е заинтересиран што се случувало во Битола, ќе му повторам. Директорот може би од неговата партија или од неговата коалиција од социјалдемократски, не верувам да е директор бидејќи тој нема добиено директорски места. Само пократко, колега, зашто еднаш го елабориравте. Пократко за Милевски. Обречањето ќе биде многу пократко кога нема да дофрлува и да прашува. Ова го правам за македонската јавност и за него како лидер, председател на партија да слушни. Затоа што сериозен политичар треба да е запознат со вакви аномалии. Посебно во неговата општина. Со граѓанинот на Горан Милевски, можеби и негов кадар, во што се сомневам, посакал 3 врсти сладолед, од кои што првата е најубава. Сладолед со вкус на чоколадо, збогатен со прилив со вкус на лешник и бело чоколадо, декориран со парчиња млечно чоколадо и лешници. Од Стрежево. Може тие другар са, човекот има вкус.
Втората врста, сладолед со вкус на ванила, ова е скромно и само толку значи. Со вкус на ванила, може би заради алергија на овие јаткастиве, нема друго ништо нарачано. И третото е многу комплицирано, сладолед со вкус на млеко, збогатен со вкус на смокви, декориран со смоква, пакувања, минимум, значи да набави тала такви. Минимум 150, максимум 180 милилитри, тежина максимум 110 грама и тоа во стаклена амбалажа. И колега Горан Милески, кој што те очекувам на реплика, кажи ми, како би постапил ти во случај да си министер? Би јадел сладолед или би му возложил на жителите на неготинските села да бидат урбанизирани, да им направиме пат? Како ти како лидер, кој што треба да бидеш реизбран на 18 овој месец, би размислувал и би ветил својата програма? Те замолувам, одговори ми, бидејќи ова е аномалија. И треба граѓаните на Република Македонија да го знаат. Ви благодарам.